преселена ја страстотерче, јазики побеждајуща, јако же уболиеву, низложив јеси гордињу, и на подвиг дезновена, сотворил јеси нестора, тако святе Димитрije, Христу Богу молися, даровати нам велiju милост. Доправена 8 земјотресот, значи во 1950-та или до 1972 година, кога е завршено и фреско живописот. И затоа ви изгледа така малку модерно, или како да кажам. Нема некоја вредност, бидејќи тоа го има правено во тогашно време еден човек, значи не писменен, туку само слика. И се такви како што се, меѓутоа за 100 години тие ќе добијат вредност. Додека иконите што се, горниот дел на иконостасот, самиот иконостас, иконите, горниот дел на иконостасот, тие се од Андреј, од Папрадишке и се помеѓу 1870 и некоја година до 1905-6 година е тоа сликање. Тоа се горните икони, долните икони, големи што се иконостасот, тие се од понов период. И не се знае од кого потекнува и кој ги слика. Други сите помали икони што се по храм, што ги приметивте на влезот. Има и од таа страна. Ќе приметите дека има икони од пред 18 век, значи од 17 век, тие се некои помали икони, тие имаат голема и значајна вредност. Иначе, црква е направена на темели на стара црква, за која што постојат записи дека постоја уште од 13 век. Во прво време ова била значи градска црква и околу неа дворот биле градските гробишта. Овие сите плочи што ги гледаме, што се наредени тука, се уствари надгробните плочи од тие гробишта што се собрани и успеле да се зачуваат. Друго што е значено за црквава, значи единствено оваа црква, ова што го гледате скалите, или горе на Амон, ја имало дека во оваа црква и во Свети Спас. Свети Спас поднесе и не поднесега горе кај гробот на Гоце Голчевше, во старава чарша. Не појдете таму. Говорите, Тука ви пешки ви препорачувам да појдете таму, уште по старо време ви видите фреските, иконите и фреските. Тој е уште позначен. Значи, таа, ако земе временски, таа е најстара црква, а потоа е Свети Димитрije. Свети Димитрije исто така бил соборен храм, уште пред осамостувањето на Македонската православна црква и затоа првите архиепископи се погребани токму тука. Ова е првиот архиепископ на возобновена Македонска православна црква, а тој што е надвор е вториот архиепископ. Овој горе на Амон се користел за читање на светите Евангелија, на кои се читале за великденските празници, значи оние 12 на Велики четврток се читат Евангелијата и кога Евангелието за Воскресението се чита на повеќе јазици. Значи за на вечерата за таа потреба се користел овој горе на Амон. Друго што е позначајно, тоа го знаете ако ви текнува, ако сте слушнале за чудото што се случи за очистувањето, самите фрески се само очистија, тоа ќе го приметите по златните ореоли. Значи чистењето настана токму само каде што се златните ореоли и на некој начин по на црвеникава боја ќе заприметите по некое прокрварување. Тоа се случило во 2012 година. Значи само се чистило злато. Само, да. Не. Тоа се автентичните од фреско живописот е токму од 1960-та до 1902 година е исцртано сето ова што е. Од 2000 до
Па не знам сега, 2000 негде 5-6 свеќите се падале на нас. И поради тоа е исцрната цела црква. Сега поново време во последните 2-3 години што е направено, иначе не се познаваше ништо. Дури горе пантократорот, значи ништо не се познаваше, се беше црно. Ние поставувавме, ја саниравме електричната инсталација, пошто беше многу стара, и додадовме ново амбиентално светло, смарт осветлување, и тогаш искористиме прилика да ја изметеме. Односно, не е ништо посебно правено, едноставно да, обрисано и толку од тоа чистење, тоа што можеме да допреме до фреските, можете таму првата нема да видите, и таа десно првата не се ни познава. Сега се работа на проект, моментално сме во реконструкција, реставрација дополнителна, се работа на проекти, иначе е ставена под она висока заштита како културен споменик на градот Скопје и за Скопје нема значење, бидејќи првата архиепископија токму била од века. Пред да се направи соборниот храм кај што бевте. И тоа не само на македонска православна црква, тука пребивале и српски. Ово било црква. Да. Па и бугарски. Само грчка не. А кој се гради? Тоа кој ги има изградено, нема податоци, бидејќи се што било во време турско се. А темели су из кој века стари? Стари се таму во кој беше тој тврдинава која функционирала Кале во горе. Значи постои запис од патеписец византиски дека под Калето се наоѓа на многу убава и лепна црква посветена на светиот маченик Свети Димитри Солунски. Тоа било оваа црква во тоа време. Точно прилики темели сега земе таму. Овој дел што гледаме олтарниот, овој дел само на дворешните се додатоци. И тремовите нормално горе се додатоци. Иначе нити ова го имало ништо, значи била една базилика класична базилика. И на истите темели е подигнато ова, подоцна се додадени страничниве тремови. А иначе тоа обновите што кажа да засија поново. Работиме. Тоа се случува последните 3 години, така да идеме напред. А бидејќи е под заштита на држава, кај нас малку е тоа иде потешко, треба проекти, едно друго и така натаму. Не можеме ништо самоволно да направиме и да сакаме. А ќе да биде поново најлепше. Би требало, не би го менјавале фреско живописот, бидејќи постариот фреско живопис е скроз уништен и изваден. Не постои. Ова е единственото што располагаме, затоа располагаме со богатство на икони. Таа икона што е лево во чело на Пресвета Богородица, таа е најстарата икона во Скопје што не знаеме од кога и ја сметат како чудотворна. Таа е пренесена. Ќе смата се изгледа. Не можам ништо да ви кажам, веќе не постои никаков податок. Таа е донесена од црквата Свети Мина. Помеѓу Свети Димитрија и сакаш отидете од Богородица, измеѓу постоела и уште една црква посветена на Света Мина. Таа била изградена кога од грците кога бидат. Бидејќи една имале бугарите, една имале србите и они имале